По 21 ден откако беше затворена поради регистрирано присуство на птичи грип, зоолошката градина денеска повторно ги отвори вратите за посетителите. Сончевото време ја наполни зоолошката во Скопје, а најбројни и денеска беа најмладите. Граѓаните велат дека дошле без страф и се чувствуваат безбедно. Па мислам дека во однос на и се друго како што е во нашата земја, мислам дека супер. Да, не достигаше да затворија за глупости. Мислам, и сами можете да видите дека се уште има шатки и патки внатре, не најдоа кај никоја болест, така да не знам зашто затворија. Па ако работат како што треба да биде безбедно. Ако што знам како иде, дезинфицира се, чисти се, средува, тогаш би требало. Ако не работат, нема да биде безбедно. Мислам дека прво зоолошката градина не ни е избор за уопште за било каква посета, без разлика сега што се дешава моментално. Што зоолошката градина на некој начин затвор за животни. Агенцијата за храна и ветеринарство утврди дека зоолошката не постапила според законските процедури за пријавување на зараза, пошто на терен беа хумано убиени 24 птици. Оттаму пак обвинуваа за незаконски упат и масакар врз птиците, што го сметаат за незаконска акција без соодветни докази. Вработените во зоолошката сега велат дека по затворањето ги имаат испочитувано сите протоколи и дека периодот го искористиле за целосна дезинфекција на местото. Во тој период искористивме да ја средиме зоолошката градина, да се дезинфицира комплетно, така да може да видите дека има и посета веќе, има и луѓе нели внатре е полно. Сите кои побараа да се тестираат дали се заразени со птичи грип добија негативни резултати. На почетокот беа тестирани двајца, а дополнително направени беа и епидемиолошки анкети на 16 луѓе. Зоолошката градина беше затворена пред 3 недели откако беше констатирано присуство на птичи грип. Веднаш беше спроведен надзор и хумано убивање на 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и 1 чавка.